Од средата наваму Македонија е во тага и во болка. Сите сочувствуваме со семејството на трагично загинатата Афросина Кулакова. Вчера имаше голем протест, деновиве се одржуваат протести. Фокусот на вниманието е насочен таму, сите го следиме тоа и оние кои што не се присутни на протестот го следат преку медиумите и социјалните мрежи. Видовме народ. Многу народ. Да, имаше многу народ. Тоа беше втор протест во Скопје, се организираше вчера и во Кавадарци имаше протест, каде што беше сестрата на Фросина, која што се обрати пред на собраниот народ. Семејството и протестантите бараат системот да функционира. Значи, ова не е прв пат во Македонија поради пропустите на системот, тука во конкретниот случај говориме за правосудниот систем, да ни се случуваат големи трагедии. Еве денеска, само да потсетам, продолжува судењето на Панче и Вања, значи она двојно убиство кое буквално е потресе нацијата. Ако навистина прво обвинетиот Љупчо Палевски Палчо го е сторителот на ова двојно убиство, тоа што е човекот кој така на еден волшебен начин из годините не одговараше за своите далеку помали кривични дела и постојано беше на слобода. Го имаме сега и овој случај со Васил кој бил апсен претходно за растурање на наркотици, па таа казна негова била приначена во малолетнички затвор, па на некакво психијатриско вештачење или лекување. Значи, тоа се може да се карактеризира како пропусти на правосудниот систем. Возел автомобил без возачка дозвола, не знам дали го украл возилото татко му или татко му го дал, тоа не можеме сега ние да знаеме во моментот. И тоа се работи кои што како да кажем, ги откриваат слабостите во нашиот систем, кога за некого тој систем е маќа, а за други е мајка. Да, и кога сме кај Васил, тој со телефон беше забележан во затворот. Да, јавра сега, тоа и не е толку изненадувачки. Колегите што ги следат тие работи ќе ви кажат точната тарифа за тоа колку пари треба за да си има мобилен телефон, колку пари треба, не знам, за наркотици, колку пари треба за други работи, за да ги имате како привилегија во затворот. Во секој случај навремено беше реагирано од затворската управа, спроведена е истрага, но ете низ овој случај, само низ овој случај видовме еден куп на недоследности во процедурите кои што би требале да бидат поинакви, а сепак се дозволува да се кршат законите за луѓе кои што веројатно имаат повеќе пари, кои имаат повеќе врски, кои се подпривилегирани. Тоа во едно демократско општество не може да функционира, бидејќи ние немаме закон со кој се овозможува да имаме поеднакви луѓе во едно еднакво општество на еднакви. Не може некој да биде поеднаков. И сега тоа е се во ред и тоа е се како што треба. Од друга страна мене ме зачудија малку оние апели на голем број на луѓе за да не се политизираат протестите. Дури семејството на починатата Фросина апелираше за такво нешто и видов дека голем број на коментатори кои се блиски до владеачката партија како да почнуваат повеќе да се оградуваат од протестите, за кои сметаат дека се исполитизирани и точно е дека па дури некои работи потсетуваат на протестите кои веќе подолго време се одвиваат во Србија, во соседна Србија, така. И таму се работи за една трагедија, и тука се работи за трагедија, таму недвосмислено пострашна трагедија беше во ова, но во секој случај детектирана е таа слабост во системот, и во Србија и во Македонија, и
дури ги видовме и крвавите раци и во Скопје и во Белград, да. Револтот на студентите. Па и во Скопје Добро, имаше тоа. Фрусина била и студент, така што тука ја гледаме. Ама не, ја не велам дека не треба да се протестира. Така, ја гледаме врската на незините колеги, на незините Значи самиот генерација. протестирам, значи не, воопшто не мислам дека не треба да се протестира, треба да се протестира, но има нешто интересно, велам, во вие протести, кои ја не можам да го објаснам во моментов зошто тоа така се случува, но и тие помалку нервозни апели за тоа да не се политизира настанот, исто така отвараат една интересна не е наивно нишка. и Па не, дали некој можеби го користи, ја користи оваа мака за да искористи секогаш поени? некој ја користи маката, инаку ова не е прва трагедија во Македонија, трагедија имала многу. Ајде да се вратиме деценија наназад, кога почна да се руши режимот на Никола Груевски, ако ви текнува, беше искористено оно убиство на Мартин Нешковски, каде што исто така имаше обид за заташкување и за бошотување, нели, на ситуацијата. Тоа беше сосем оправдано да се протестира, но токму од тој протест потоа излезе шарената револуција. Во меѓувреме, интересна работа, имавме ние се запали ковид болница во Тетово, имаше протести, не дека немаше, но воопшто не наликуваше на оваа енергија што имаме денеска. Потоа имавме онаа страшна автобуска несреќа во Бугарија, каде што беше констатирано дека нашите институции на вистина тоа лошо го сработиле, дека тој автобус не би смел да ја напушти државата и така натака. Имаше некои протести, но тоа не беше ни оддалеку овакво. Имаше исто така газење на деца цело време, па никој не протестираше ниту за загадениот воздух. Еден период, да. Протестите за онкологија беа многу мали, еден ден, два дена траја, да. Од онкологија ја не знам дали во историјата на Македонија имаме ние пострашен пример. Значи тоа монструми го нели го правеле. Ете, не беа тие толку масовни, толку упорни и толку ова. Овој случај кој навистина ги покажува слабостите на системот како и сите претходни. Да? Ете, едноставно доби некаков, како да кажам, поинаков третман од протестирачите. Јас не можам да објаснам зашто е тоа така. Сигурен сум дека најголемиот број на луѓе навистина се револтирани, што идат таму, како што сум ја многу револтиран. Но ете на еден начин кој е невидлив, кој е необјаснив, овие протести се поинакви. Подобро се организирани, подлого трајат, повеќе време носат луѓе на улица. Впрочем, нели, истото го гледаме се случува, или сличното се случува и во соседна Србија. Поправиме ако грешам, но на протестите не видовме политичар, ни од оваа гарнитура, ни од претходни, ни од никаква гарнитура. Имавме одредени изјави писмени или усмени на политичарите низ медиумите дека го поддржуваат протестот, но сите го поддржуваат и власт и опозицијата, да. Да, но тоа беше кажано низ медиумите. Не видовме никој од политичарите. Па и добро што не гледаме, тоа би било лицемерно, значи сега Фросина загина поради пропусти на системот, а системот го создаваат политичарите. Сега не е само тоа, значи пред колку години се набавено ние камери за Safe City, па Safe City никако да профункционира, не знаеме зашто, еве со години тоа се провлекува, значи тоа се пари дадени од нашиот буџет, значи од мене и од тебе и од сите луѓе кои што живеат во оваа држава, па ете тоа едноставно постојано се пролонгира. Значи не знам, можеби да имало Safe City, тој ќе бил сопрен на претходниот семафор. Так, да. Значи би интервенирала полиција и така натака. Тоа се пропусти кои што не знам зошто, но во нашата држава се повторуваат и мора да признаеме дека протестот е оправдан од таа гледна точка, сосема е оправдан и навистина треба поажурно, поревносно да се работи. Значи, ако имате некаква работа, особено таква работа, нели, не знам, сообраќај на полиција или полиција, тоа треба наистина да функционира. Иако во случајот со
со сите други случаи ја не гледам некоја вина ке полицијата, тоа мора да го кажам. Тие го уапсиле предходно, го предаде на обвинителството, дури обвинителството бара притвор за него. Значи, не е дека не побарале, дури ни ке обвинителството не можеме да детектираме. Побарале притвор и долгогодишна казна затворска за оној случај со растурење на наркотици. За предходниот... за продажба на наркотици, за предходниот случај, така. Но ете, судиката се сожалила, го прогласила за помлад малолетник, што има таква категорија, не дека нема, Има нашата законска. Има, и го пратила во малолетнички затвор, поправен дом, тоа не е затвор, во Тетово и потоа бил ослободен, нешто за роден ден или не знам како она. Не е тоа во ред. Не е во ред, тој додека бил на слобода, возел со 130 на час, ја прегазил Фросина на пешачки премин, на зелено, на нашата најголема улица. Која по вокација треба да биде најбезбедна. Најбезбедна и не случајно го носи името партизански одреди. Апсолутно, таа улица е улица на смртта, така почнаа да ја нарекуваат луѓето затоа што многу често се случуваат сообраќајни незгоди. Па не е дека таа е небезбедна сама по себе, па затоа се случува, туку има несовесни возачи. Значи, ја не знам, ќе кажат црните точки во Скопје, па веројатно не е партизанска, најширока улица, најширок булевар во Скопје да биде небезбеден. Некој го обвинуваше зелениот бран на партизанска дека наместо да ја олесни работата, дополнително ја влоши со тоа што зелениот бран не се стручен за тоа, мотивира да возат побрзо. Возам автомобил, а партизанска секогаш ја заобиколувам во широк круг кога возам низ центарот на градот, дека има најмногу гужва. Сега да кажеме таа улица артеријата буквално, аортата на Скопје, на скопскиот сообраќај и во текот на денот кузне колку илјадници автомобили таму нели одат напред-назад. Ама проблемот е веројатно навечер кога нема толку гужва и кога може да се развие голема брзина, навистина може да се развие, но таму пишува дека дозволената брзина е 50 на час. Апсолутно, како на населено место. Ако возите 60 на час, треба нели да бидете извадени од сообраќајот, казнети, како што на пример сите ние понекогаш нели не сопира полицајци, не казнува. А со 130 на сат е апсолутно небезбедно да се вози било каде во Македонија, дури е небезбедно и на автопат. Бидејќи ако не се лажам 120 максималната, може би има таму некои делници 130, има некој штип новото 130, но само таму е безбедно да се вози 130 на час, а не и во центарот. Да, не случајно се ставени знаци. Никогаш не било 130 во Скопје да се вози и тука апсолутно не е проблем улицата. Проблем е возачот. Значи, нема што сега ние некои сообраќајни инженери да обвинуваме тука дека тие не предвиделе дека некој ќе вози 130 на сат на црвено ќе пројде. Тоа е веќе совеста. Благодарам многу што утринава беше заедно со нас. Ова беше понеделничното издание на утринската анализа со Срѓан Ивановиќ. Останете и понатаму заедно со нас.